Добар ден, почитувани гледачи. Денешната емисија целосно ја посветуваме на пошумувањето. Пред неколку дена се одржа 16-та поред акција за пошумување под мотото "Засади успех". Во источниот регион беа засадени над 200.000 садници со багрем и чемпрес. Пошумувањето е значајно од повеќе аспекти. Пред се поради тоа што со збогатувањето на шумскиот фонд се зголемува капацитетот на белите дробови, кои посебно овде во источниот регион се сиромашни со кислород. Прилозите следуваат по краткиот джингл. Како што најавивме, минатата среда во Македонија се пошумуваше. Во продолжение да ги проследиме рапортите на нашите дописници од источниот регион. Со засадени 22.000 садници и општина Берово се вклучи во акцијата Ден на дрвото засади ја својата иднина. Се садеше на локациите Тонде, Фрит, Криви Бор и Јуовец. Еве денес денот на дрвото засадија својата иднина е успешно организирана од сите нас граѓаните на општина Берово. Се разбира тука подпомогнати од јавното претпријатие Македонски шуми, подружница Малешево Берово. Се одредени 3 локации за пошумување. Едната локација каде сега ние тука престојуваме и пошумуваме со граѓанството е Беровско езеро, поточно Тонте Фрит, и сето тоа што е подготвено како посадочен материјал и добиено од страна на Македонски шуми ќе биде денес засадено и сигурно треба да веруваме во такви услови дека и успехот на фатени, на пошумени садници ќе биде процентот голем. Значи, засадуваме чемпрес, бел и црн бор, јавор, јасен и баграм. Бројката е некаде околу 22.000 и тие до сега, значи, успешноста и во другите претходно 15 акции, пошто ова е 16-та, значи успешноста е над 90%, што значи дека е и повеќе од успешно. Јавното комунално предпријатие во рамки на акцијата изврши пополнување на дрворедите и парковите површини во градот со 60 на декоративни садници. Основното општинско училиште Дедујлјо Малешевски денешната акција ја искористи да започне со имплементација на проектот Дендропарк, преку кој ќе се уредува училишниот двор со декоративни дрвца, а до секој ќе биде поставена и информативна табла. Ние се стекнавме со статус сребрено ниво, односно сребрено знаме. Тоа се должи на долгата и макотрапна работа на учениците, на вработените. Аплициравме во проект на тема биодиверзитет со наслов "Засади дрво, засади цвет за поубав свет". Еве веќе исходот од самиот проект го гледате. Претходниот месец беа објавени училиштата кои ги добија овие грантови. Денес ние на овој денешен ден го означуваме почеток на самиот проект. Самите растенија кои што се садат во училишниот двор се обезбедени од Сдруженијето ОХО. Па ние садиме дрвца за да имаме повеќе чист воздух во нашиот крај, да ни биде зелено нашето училиште и нашиот училишен двор. Бидејќи тоа е убаво за природата и за да го украсиме нашиот школски двор. Ние во нашиот училишен двор засадуваме дрва. До година ќе одиме и на планината и ние да засадиме. Садиме дрвја за да биде позелено, почисто, да има поубав, почист воздух. Денеска е ден на дрвото и ние засадуваме нашата иднина. Денеска е ден на дрвото и ние засадуваме дрвца. Ние засадуваме нашата иднина и за да биде чиста нашиот двор и нашата природа да биде прекрасна. Партнери во проектот на основното општинско училиште Дедујлјо Малешевски се организацијата ОХО и општина Берово. Општина Веница и јавното предпријатие Солидарност Веница активно учествуваат во денешниот ден и во засадување на дрвца. Ние традиционално засадуваме дрвца или на филтер станицата, или на градската депонија, или во градскиот парк. Оваа година засадувањето го извршивме на градската депонија во Веница, каде засадивме неколку дрвца од типот платан. Колку ќе се грижиме за природата, толку и таа ќе се грижи за нас. Така да ова е една многу благородна акција која што ја поздравуваме и со задоволство се вклучуваме. Оваа година ќе се засадат 51.000 садници боров насад на површина од 12 хектари. Сакам да кажам еден факт. До сега од сите 16 акции, околу 90% од насадите веќе се влезени во шумскиот фонд на подружницата Веница.
тоа може да се потврди и од денешното учество, како на најмладите, така и на повозрастните. Мотото на овогодинишната акција е засади успех и се надевам дека сите садници кои што се во голема бројка, ја спомена градоначалникот бројката, ќе бидат успешни и Виница ќе има бенефит од оваа благородна акција. Локацијата на улицата 1 мај, каде што заедно со местното население засадивме оплеменети дрвца, заедно со комуналното предпријатие Водовод. Локацијата кај Колерски гробишта, каде покрај манастирчето Свети Димитрија засадивме чемпрес и багрем. Локацијата на Пониква, каде што професионалците од Македонски шуми засадија племенити дрвја, и овде локацијата која што е најблиску до фабриката за вода, каде што засадуваме пред се багре. Министерството за животна средина, како и секоја година и како еден од координаторите на почетокот на акцијата Ден на дрвото, и оваа година ја поддржува акцијата. Јас сум денеска присутна во Кочани по трет пат и навистина сум среќна што сите граѓани на Кочани даваат поддршка на акцијата, засадија својата иднина и се надевам дека таа ќе продолжи во иднина како таква акција и ќе ги даде резултатите и идните помлади генерации ќе можат на некој начин да бидат горди на сите нас што ја спроведуваме оваа акција за една позелена и побава Македонија. На вакви локации каде што имаме масовно засадување од граѓаните, одеме со поголем број на садници. Значи тоа се садници од 3 до 4.000 садници на хектар, така да и покрај тоа што може некогаш да се појави некој успех, али бројот на садници овозможува да имаме една нормално развиена шума. Така да овие акции можам да ги речем со процентот над 60-70% се успешни. Во Штип се пошумуваа голините во околината на Новакова чешма. Беа засадени над 160.000 садници со багрем произведени во расадник на шумското стопанство Серта од овој град. Еве што при тоа кажа и порача дел од учесниците во акцијата. Задоволство е да се присуства на одбележување на еден ваков ден заедно со многу млади луѓе, со голем број на пријатели да се учествува во одбележување на денот на дрвото. И понатаму како влада ќе продолжиме да посветуваме големо внимание на зачувување на природата и ќе продолжиме со одбележување на овој ден. Значи денеска во околината на Штип, ватарот на Ново село и Новакова чешма засадуваме багрем. Имаме и црн бор. Битно е да нагласиме дека дрвета се потребни, затоа што тие се бели дробови на планетата Земја. Тие едноставно ни даваат кислород и облагородуваат природата, а и птиците гнездат на тие дрвја. Во летниот период ја променуваат и климата. Ние немаме резервна планета, тоа е единствената, и Македонија е меѓу ретките земји во светот која толку многу е посветена да се засади некој регион со нов насад. Бидејќи овој терен каде ние денеска пошумуваме пред 6 години беше зафатен со голем пожар, благодарение на ангажманот на јавното предпријатие Македонски шуми, потрошна единица Серта Штип, дел е пошумен, со бори со чемпрес. Мислам дека багремот е многу благороден, ќе се фати. Тоа има доносно растение, така да тука има доста пчелари и мислам дека во крајна линија ќе ја промениме малку и климата во нашиот град, а бидејќи Штип и Штипско немаат многу шуми, мислам дека багремот и утре да дојде до пожар евентуално, повторно ќе никне бидејќи е такво дрво, така да мислам дека одлична одлука да се сади багрем и мислам дека 160.000 садници ќе бидат посадени што од нашите училишта, што од армијата, но највеќе ќе се потребне врз професионалните вработени во Македонски шуми. Ми представува посебно задоволство што сум дел од оваа акција, бидејќи е многу важна. Засади успех, под мотото засади успех, континуирана една долгорочна политика што ја почна пред се еколошките здруженија, меѓутоа со поддршка на владата на Република Македонија со Македонски шуми, меѓутоа општо прифатена од граѓанството и посебно ме радува затоа што се вклучени најмладите, учениците, меѓутоа и кога ќе го видиме ова место кое пред 3-4 години беше пошумувано, гледаме дека веќе има успех. Евидентни се резултатите, евидентни се дрвцата кои се посадени пред некое време и така да не прави посебни горди и не мотивира и понатаму го прави мислото. Противничката група на ВМРО ДПМН континуирано учествува во акцијата Денот на дрвото, еве и годинава под мотото Засади успех. Продолжуваме заедно со владата, со локалната самоуправа и со граѓаните на Штип да ја садиме иднината на Република Македонија и на нашиот град Штип.
Овој проект засадија својата иднина е еден од нив, каде што резултатите од претходните акции кои што се реализирани ги гледаме насекаде околу нас. Ова е 16-та акција, а 8 во низа. И ќе најавам дека нема да застане овде ова акција. Исто така најавувам и акција каде што ќе одиме на пошумување на садници во урбаните средини, а не само во средините кои што се надвор од нашиот град. Вие често пати сте на овие акции, како еколошко друштво, што ќе кажете? Овој ден на дрвото стана традиција. Ние екологисти навистина се радуваме што сите граѓани веќе ја подигнаа еколошката свест и знаат што значи да посадиш дрво. Да посадиш дрво е една благородна мисија. Сите треба да бидеме заинтересирани за нашата животна средина, затоа што нашите ридови се голи. Навистина многу години долго треба да пошумуваме и ќе продолжиме да учествуваме во оваа благородна акција. Се работи за една исклучително благородна активност. Јас гледам многу ученици има. Тоа е стварање на култура за шумите, за негување, за садење, за негување на шумите и мислам дека од мали нози се ствара таа култура, што е исклучителен чин кој го поттикна владата на Република Македонија. Мислам дека сите граѓани од Штип во иднина треба да излегуваме и ова да ни биде, да кажеме, како еден празник на сите нас, затоа што Штип не е многу пошумен град и ќе имаме многу работа следните 100 години. Значи, ние како општина Штип сме задоволни од масовноста на граѓаните на основните и средните училишта по однос на акцијата Ден на дрвото од 2015 година засади успех. Дополнително како општина Штип во урбаните заедници со правните лица и сите заинтересирани граѓани ќе засадуваме и садници во урбаните средини. Инаку изборот на локациите и на посадочниот материјал го прават стручни лица. Во продолжение разговараме со магистар Весна Сенева, која дава стручна анализа за одредени видови садници, како и за штеточините кај нив. Обично при пошумувањето ги гледаме автохтоните или домашните врсти кои што обстојуваат на овие терени. И како што може да примети и камерата дека тука има даб, меѓутоа дабот така поради дивите сечи е во уништување. Имаме на овие површини чемпрес, Cupressus arizonica и Cupressus sempervirens, значи аризонски и обичен чемпрес. Додека на овие површини имаме и црнбор, Pinus nigra, но тие се внесени врсти. Сега, пошто се млади, очекуваме дека гледајќи ги вака, дека ќе доживеат и длабока старост, иако не се од овде, меѓутоа почвените услови одговарат за раст, затоа што во ове се покажува дека климата и одговара. Во денешниот момент вклучуваме една нова врста која што е исклучително приспособлива, а тоа е багремот, Robinia pseudoacacia, која исто така има обновлива моќ да се регенерира при евентуални пожари, семе вегетативно, па можно е и генеративно, тоа е со семе. Денешното пошумување е со багрем. Значи, семенскиот материјал е обезбеден од Свети Николе, значи од терен кај што е блиску до нас, додека производството го извршивме во расадник Таринци. Кој период е најдобар за застапување на одредени видови садници? Да, од годината. Во главном два периода, од кои што јас го преферирам есенскиот, тоест сегашниот период, кога садниците заспиваат, додека не сум поборник за пролетното пошумување, не знаејќи како ќе бидат временските услови до година. Иако денес можеме да видиме нели временските прогнози, јас преферирам да есенско пошумување затоа што следи зима, момент на мирување на садниците, следат дождови, снегови, значи садницата е во мирување и напролет таа веќе има сила да почне да се развива. Додека во пролетото пошумување неизвестно е дали ќе има врнежи, неизвестно е дали ќе има високи температури и тогаш садницата има помалку време за прилагодување. Тој садник е Cupressus arizonica или аризонски чемпрес. Тој е 8 годишен, посадење со папер подсистем, значи имал првично земја во коренот и значи оваа висина, гледате некаде има помала висина, некаде поголема. Тоа не е од врнежите, врнежите се секаде исти, тоа е од почвените услови.
од почвените услови, да. Почвените услови влијаат сиромашни, скромни, меѓутоа успеват на оваа површина и ова не е вид кој што е економичен за воиднина за дрвопреработувачката индустрија, затоа што има усукано стебло, меѓутоа како декоративен и како заштитен вид, ние го предпочитаме на овие терени. Овој насад, овој ред е 9-годишен насад на црн бор. Горе, ако може камерата да фати, има развиено, значи, боров четник. Добро е што не е присутен на поголема површина. Тоа е природен предатор, боровиот четник. И се покажува дека црниот бор е како економска врста поинтересна од аризонскиот чемпрес, затоа што стеблото во иднина за преработка е право, додека кај чемпресот рековме дека е усукано. Одлично прилагодлива врста, одлично доколку го преживее значи напасувањето и пожарите, одлично прилагодлива врста за терените во Штип и Штипско. Тоа беше се за пошумувањето, од кој бенефит секако во иднина ќе имаме сите. А во наредните 5-6 минути говориме за еден нов вид туризам, авантуристички. За каков конкретно станува збор од прилогот што следува? Зашто го избравме авантуристичкиот начин или вид на туризам? Сувилаки како микролокација не може да развие некој друг поголем или позначен туризам, кој што би прилекол многу туристи. Затоа сметавме дека, сметајќи го локалитетот каде се наоѓа во природна околина, дека може би е подобро да се насочиме во една друга насока, во еден друг вид на туризам, кој што реално во регионот и нема некоја друга конкуренција. Затоа рековме, доколку одиме со авантуристички туризам, генерално за таа инфраструктура и се потребни помалку финансии, и рековме ајде да бидеме различни. Затоа и предвидовме еден велосипедски парк за екстремен велосипедизам, велосипедски тури, еден адреналински парк за возрастни и за деца, една жица за спуштање која што ја нема ни во Македонија. Така да има и други пропратни содржини кои што се почнувајќи од деца за посебни потреби, за помали деца, од летниковци за одмор, од коњи јавање, кочи, планинарски тури, спуштање по тобоган на удолница и така натаму. Целта е Сувилаки да го искористи бенефитот на околните места кои што се, да кажеме, Берово, Струмица, Дојран, и доколку таму има туристи, Сувилаки да биде еднодневна или дводневна дестинација со цел да биде различен одморот на овие туристи кои што се веќе тука дојдени, да имаат активен одмор, да уживаат во природата, да се забавуваат, малку адреналинот да им се вкачи, нели? Всушност мислам дека адреналинот најмногу ќе ги привлече. Така да сметам дека првиот чекор кон успешно реализирање на студијата е да се осмисли начинот на управување, кој ќе го управува, дали општината ќе го даде некому. Потоа е кои све содржини би се започнале, како што реков, има финансиска потреба, меѓутоа таа не е некоја преголема инфраструктурна потреба. Идејата е, сметам дека за 2 години Сувилаки може да имплементира дел од активностите кои што се предвидени во оваа студија, и оној кој што управува ќе треба навистина да смисли една добра стратегија за комуникација, бидејќи овој вид на туризам има посебна целна група и таа посебна целна група навистина треба нив да им се обратиме. Дали е тоа преку конкретни вирални видеа од самиот локалитет, кои што ќе бидат поставени на разни сајтови кои што ги гледаат овие авантуристи, бидејќи авантуристичкиот туризам е еден од најголеми растечките туристички има најголем развој овој вид на туризам. Генерално луѓето кои што го користат овој активен вид на одмор и го сакаат авантуристичкиот туризам, сами си го организираат своето патување. Затоа реков, начинот на комуникација, на промоција треба добро да се осмисли, оној кој што ќе го правува самиот центар. Површината самиот локалитет Сувилаки како
Сувилаки локалитет, мислам дека 22 км долги. Во хектари не знам точно, меѓутоа оние што се три од содржините се наоѓаат во самиот локалитет на катастарски парцели дефинирани согласно урбанистичкиот план и таму се наоѓаат забавен парк за деца, авантуристички парк и паркот за екстремен велосипедизам. Тие се наоѓаат на самиот локален пат, пристапни се, буквално секој може кој што ќе помине и да ги види и да застане да ужива во нив. Меѓутоа, како што кажав, локалитетот не може само од себе како индивидуум да го гледаме, затоа мора да биде поврзан со Струмица, со Берово, па дури со пошироко со Доиран и со другите туристички центри. Имавме повеќе разговори и со граѓани кои што дури еден од нив живее, да кажем, поволен дел од годината таму. Тој ни ги кажа сите проблеми што се, значи од комунално-инфраструктурни проблеми до административни проблеми. Сите тие проблеми прво беа издискутирани, затоа што, да кажеме, дека во самиот локалитет живеат голем број луѓе од Струмица, самиот локалитет припаѓа на територија на Берово, секогаш постојат несогласувања помеѓу оние кои што имаат викендици таму, согласно развојот, меѓутоа само со диалог и врз основа на оваа студија навистина може локалитетот и сите овие проблеми кои што ги има моментално да се надминат. Дали се тоа инфраструктурно, дали се од аспект на водоснабдување, од аспект на управување со отпад, па дури можноста за организирано издавање на соби, викендици и така натаму. Значи, ова е одличен проект, зашто? Зашто прво ги вклучува повеќе општини, вклучува 2 региона, автоматски самата студија, да кажам, добива на тежина. Дури во кога ќе се бара финансирање за реализација на овие проекти, со самата вклученост на сите овие засегнати страни, добива и сте во предност. Така да сметам дека навистина постојат големи можности локалитетот Сувилаки да биде туристичка, авантуристичка локација во следните 2 до 3 години. Значи, Сувилаки највеќе беше гледано како дел од, да кажем, во склоп на природата. Беше во самата студија се вклучени сите заштитени подрачја и поврзаноста на Сувилаки со нив, значи буквално не само потесно, во поширокиот регион, дури до Берово, до општина Ново село, кај што се Смоларски колешински водопади, до Беровско езеро, во сите локалитети кои што се во просторниот план на Република Македонија изгласат како заштитени подрачја, беа вклучени во самата студија. Во однос на заштитата на животна средина на микрорегион, како што кажав, тука е моментот каде што оној кој што ќе управува со овие атракции, ќе мора да управува и со отпадот. Значи, логично и нормално е тоа, согласно Закон за управување со отпад. Сметам дека управувачот нема да сака да има отпад на територијата на Сувилаки, затоа што тоа ги оттргнува туристите од самата локација. Така да мислам, тоа ќе биде само еден сегмент од управувањето. Тука виси безбедноста, здравјето на луѓето, така да сите аспекти мора да бидат опфатени. Пред самиот крај на емисијата Минути за сточарите. Овој пат ќе говориме за едно заболување кај овците кое доколку не се лекува може да предизвика големи економски штети кај сопствениците на стада. Оваа интервенција која денес завршивме кај овцата, односно кај шилежето, е како резултат на болест која се појавува кај овците и претежно кај шилежињата. Се вика ценуроза церебри или народно кажано обрливост или вртичевост кај овците. Сведоци сте дека оваа интервенција не е баш така едноставна и лесна, бидејќи се отвора черепот и од внатре мора да се извади, односно да се лоцира каде се наоѓа цистата во која има сколекси, а тоа се паразити, кои паразити се внесуваат преку храната, односно од пасиштата, каде се напасуваат животните. Евидентно е дека овците се понашаат ненормално со оглед на тоа дека се удараат од тарабите и не може да ја најдат хранилката. Директно удира на центарот за вид, што значи ослепуваат и не може да се хранат. Економските штети се евидентни, бидејќи истата угинува, а на сето тоа можеме да кажеме само дека
Интервенцијата која се врши е хирушка, што значи отстранување на цистата, односно вадење на сколексите, паразитите кои се во мозокот, и после 3 дена овцата е здрава, нормална и со сите витални функции. Тука е крајот на денешната емисија. Повторно следете на наредната недела во истото време. Во меѓувреме пишувајте ни на мејлот подолу. Пријатно и довидување.